Што ме маската веќе на мене, значи дека имаме гости во студио, за разлика од претходното интервју, каде што гостите ни беа преку Zoom. Нови времења, нови предизвици и нови сознанија. Кога велиме нови сознанија, чисто само да знаете дека може во даден момент да го прекинеме разговорот кој ќе го почнеме сега поради вклучување во живот пресконференцијата на министерот Филипче, но она што ви го најавив претходно, дека еден од секои 3 лица кои биле тешко болни од коронавирусот, потоа добивале диагноза на некакво невролошко или психичко нарушување во првата половина година, покажа новото истражување на Lancet. Токму за оваа тема разговараме, како што ви најавив, со докторката Васка Митова, специјалистка психијатарка, на која посакувам добре дојде. Благодарам за поканата. Како сте? Добро. Некогаш им завидувам на гостите дека можат без маска да седат, јас не можам. Веројатно влија и психолошки и тоа што гледате на телевизија луѓе со маски, водителите се со маски. Сигурно целата оваа пандемија и целите овие промени, ќе се навратиме ние на студијата на Lancet, и целите овие промени кај вас работата многу повеќе ја зголемија отколку што претходно имавте прилика, така? Да. Да речеме дека секундарна на оваа пандемија со COVID имаме пандемија на ментални расстройства, односно на психички расстройства, кои што еве, да речеме, на некој видлив или невидлив начин владеат уште од почетокот на пандемијата, да речеме уште од лани. А веќе после овие големи бранови, вториот или третиот како ги рачуна, и четвртиот особено сега бран или трет според некои, гледаме дека има доста потреба од нас психијатрите да се вклучиме и во третманот на пациентите, но и после тоа, значи после оздравувањето, и да сме психолошка поддршка и за цели фамилии, да сме тука кога треба за оние кои што се соочуваат со загуба на лица, на блиски лица, што навистина е еден, да кажеме, тежок период за справување. Да, интересно е во делот на ова, бидејќи рековте пандемија исто и на менталното нарушување на менталното здравје, дали таа пандемија ни е почната, бидејќи лани, например, се сеќавам кога разговаравме на овие теми со ваши колеги и колешки, моабетот беше дека засега, ама добро, немавме никакви сознанија во однос на многу работи, дека засега ситуацијата е така речи стабилна, но дека следно од како ќе заврши оваа ситуација, се надеваме многу наскоро, дека многу работа и најмногу работа ќе имате токму вие. Така. Тоа е оној цел акумулиран стрес или она напнатост. Бидејќи се држиме и мислам некои веќе и не се држат. Да, веќе попуштаат тие механизми, да речеме, на справување, или сега веќе, за разлика од лани кога бевме под грч во еден страф, интензивен страф од неочекувано, односно страф од губење на контрола, и тоа раѓа анксиозност воедно, страф што ќе биде, како ќе биде, неизвестност, на моменти кои што страф преминуваш и во паника, во една деструктивна паника. Сега веќе сме во врвот на, веројатно сме во врвот на она што од најмногу од кое што се плашевме, и сега веќе директно ги гледаме последиците на она од кое што се плашевме. Министерот за здравство Филипче почнува пресконференцијата во живо, па одиме. Добро, туку што имавте можност да погледнете во однос на пресконференцијата која беше организирана од страна на министерот за здравство Венко Филипче, на која што токму министерот за здравство изборуваше за актуелната состојба со пандемијата, процесот на вакцинација и сите дополнувања и нови информации кои се однесуваат баш на оваа тема. И кога ние веќе зборуваме и за тоа што најавивме и малку нешто започнавме, среќа не загребавме ни по површината на нашата тема. Доктор Васка Митова, специјалистка психијатарка со која што разговараме за студијата на Lancet, за која што и последно и видов и кај вас на Facebook профилот имавте и објавено краток коментар, но тоа сега ќе го растегнеме вака целосно. Ќе го развлечеме. Има што, има. Да, му дадовме вовет на министерот за здравство пред пресконференцијата, па сега ќе одиме со нашата тема. Едно од секои 3 лица кои биле тешко болни од коронавирусот, потоа добивале диагноза на некакво невролошко или психичко нарушување во првата половина година, односно 6 месеци по пост-ковид ситуација. Само морам да ве поправам тука, бидејќи не е едно од 3 тешко болни. Добро. Може да едно од 2 лица скоро тешко болни,
едно од 3 лица од било како што се дијагностицирани со ковид симптоматологија, без разлика дали е лесна или тешка симптоматологија, без разлика дали лекувањето го поминале дома или пак во болнички услови, пост-ковид симптоматологија, бидејќи се гледа развој на одредени симптоми и кај пациенти кои што многу лесно и во домашни услови ја поминале таа, да речеме, закана без некаков стрес, да кажам, во поглед на тоа кој што се чувствувале релативно добро во текот на лекувањето и на тоа боледување. Во самата студија објаснато дека мислам дека на кај 47%, што е прилично висока бројка, од оние што биле примени во болница и особено од оние што се лекувале на интензивна нега, што значи дека е скоро 1 од 2 лица кои што се лекувале на интензивна нега развиваат одредена невролошка или психијатриска симптоматологија после оваа студија конкретно е тока и 6 месеци, нели, после лекувањето. Доктор Кебитова, зошто е тоа така? Еве, веројатно прашањето е премногу општо, а не може да се одговори директно на него, но ајде да почнеме од некаде од почеток. Зошто е тоа така? Зошто се развиваат тоа? Прво да ги разграничиме невролошките од психичките нарушувања. Значи тоа мора да го разграничиме во тој дел. Што е најчестото што се јавува кај овие пациенти? Прво да кажам дека ова не е прва студија, на Lancet студија, прва студија која што ги прави евалуација на овие симптоми што се јавуваат на пост-ковид симптоматологијата, бидејќи тоа се истражува уште од почетокот на вирусот, односно уште од пред една година. Она што е значајно е дека примерокот, односно бројот на испитаници е значително голем. Да. Ова е студија 236.000 пациенти кои што се следени, нели, 6 месеци после ковидот, и студијата е правена врз основа на електронски евидентен систем за симптомите, така да не е, мислам, тоа е да речеме може да има маргинална грешка во тој дел на истражувањето. Да, но сепак бројката е сигнификантна. Предходните истражувања се надалеку помали бројки. Добро, имавме многу помалку на почеток беа. Така, отприлика истите резултати ги гледаме, затоа што ние ги гледаме и во пракса самите. И тогаш и сега? Сакам да кажам, студиите кои што се работени претходно, кои што не се на толкова бројка, отприлика истите резултати ги кажуваат. Ги гледате и во вашата пракса. Кои што ние ги гледаме и во праксата, уште од лани, летото, да кажеме, веќе значително се појавија оние пост-ковид компликации, односно интересното е тоа дека доаѓаат луѓе кои што никогаш претходно немале психијатриска симптоматологија, кои што за прв пат, тоа се, да речеме, луѓе со развиени добри механизми на одбрана, со добро функционирање претходно во поглед на функционалноста на личноста на секој план, развиваат после оздравување од ковид, односно после прележување, ако можам така да кажам, на таа болест, развиваат некаква психијатриска симптоматологија. Јас нели сепак сум само психијатар, не сум затоа рековте ги одвоиме невролошките од психијатриските. Да, во оваа студија се испитувани 14 параметри. Што значи тоа? Повеќе параметри следена инциденцата, односно појавувањето на одредени невролошки компликации, како на одредени мозочни удари или пак мозочна хеморагија, и си има да кажеме и невролошки компликации, но и психијатриски компликации. Интересното во оваа студија е што се споредува со скоро еднакво голем број на заболени во тој период од други, респираторни инфекции и од грип. Сега тука е интересното. Паралела се прави. Колку често се јавува симптоматологија, невропсихијатриска симптоматологија пост-ковид, и компарација со скоро еднаков број на испитаници со грип или други респираторни инфекции. Верувам дека, сега претпоставувам ова лаички, дека веројатно кај ковидот тоа е многу поголема, затоа што исклучително ние живееме во постојана пресија, општествено, медиумски, и политички и на светско ниво. Така, притисокот не е само на психолошки план. Туку веројатно има и она што се уште се истражува, нели, етиолошки, но има малку повеќе од тоа. Значи има и органска симптоматологија, односно органска патологија која што ја прави вирусот и заради која што гледаме вакви резултати. Затоа што не е само, затоа што кажавме и со лесна симптоматологија знаат да се јави како компликација потоа кај човек што бил неоптоварен со оние симптоми кои што лесно поминал дома, дури
за асимптоматски не сум сигурна, затоа што не беше спомнато, да. Интересното е тоа дека дури 44% мислам дека беше споредбата со грипот и не знам 14 или 17 со другите респираторни симптоми, каде што се гледа значителна разлика на зголемена појава, да речеме, на вакви компликации со овој вирус, односно SARS-CoV-2, наспроти грипот и другите респираторни инфекции, вклучувајќи го и грипот, и уште еден доказ дека нели ова не е грип. Така да не се споредува, нели обично кога сакаат да се на некој начин, да. Грип. Па повеќе има заедничко со настинката, затоа што е коронавирус како што е настинката и нели тоа е тука заблудата на оние што знаат малку, но не знаат многу, за да знаат дека нели ова е друг коронавирус како и обичната настинка, која што не се појавува еднаш годишно, која што знае два пати да има нели пократко траен имунитет дава, каде што не се трае доживотен имунитет, затоа што обично споредуваат нели како од еднаш нели други болести има кои што ги прележуваш еднаш во животот и стекнуваш долготраен имунитет, е овдека не станува збор нели за таков имунитет во конкретниот нели коронавирус, но сепак истражувањата се уште постојат. Она што го прашавте како етиологија на почетокот, што е причината, веројатно дека причината е мултифакториелна, каде што и психичкиот аспект има улога, и стравот, но веројатно е дека и самата органска симптоматологија, односно таа невротропност се вика на вирусот, односно можноста на вирусот да навлезе дури во мозочното ткиво, како и воспалението што го прави имунолошкиот систем, тој големен фактор на инфламација низ целото тело, доведува понатака до одредени симптоми, невролошки или психијатриски. Ајде сега малку подробно да зборуваме околу психијатриските компликации. Значи, што е она што најчесто се јавува, да речеме, како човек сам би препознал дома дека можеби има потреба да се обрати кај вас, кај вашата фела, кои се овде симптомите на пост-ковид психијатриските компликации? Најчести, и оние што ги гледаме и според студијата, се појавата на анксиозност и на одредени анксиозни расстройства, каде што се бележи, нели, кажано вака народски, нели, една голема напнатост, немир, вознемиреност и покрај тоа што веќе заминала акутната фаза на болеста, покрај тоа што веќе се опоравуваат од самата болест и покрај тоа што нели стравот од не дај Боже летален исход веќе го нема. Кога го надминуваат тоа чувство, мислам, и самиот страв се појавува интензивно и во периодот на акутна болест, односно кога се соочуваш со болеста, тој страв од смрт и што е особено присутен и значаен и потенциран при лежењето во болница, преку лекувањето во болница, но и знае да биде дома, затоа што многу често сега нели сме поддршка и на фамилии, и на пријатели, многу често се случува нели буквално кога се во изолација избезумени да се јават, односно со одредена симптоматологија која што не е страшна. И една другарка памтам кога спомна, јас бев добро, се чувствував, но да не беше ти вика со нели таа вознемиреност вика ќе ме преовладеше, кој знае каде ќе завршев. Тоа е нешто за тоа да кажеме онаа психолошка поддршка во акутната фаза, односно во периодот на боледување, односно на лекување, е и тоа како потребна. Заради тоа уште од пред година дена и веќе повеќе постои линијата за психолошка поддршка, морам да ја спомнам бидејќи навистина илјадници броеви се се јавени. Што се користи, тоа дава многу добар знак за нашето општество дека малку тргнало надвор од срамот кој што... Така, сепак е еден безбеден начин на комуникација со стручно лице, со онаа поддршка која е потребна во... Добро, ние истрадавме како општество срам дека треба да побарате психолошка помош, тоа е малку... Верувајте, анонимно е, значи се јавуваш на телефон, разговараш со стручно лице, добиваш соодветна поддршка, помош и со едно смирување, но во тој период на интензивен страв не се размислува многу на таа стигматизација, верувајте, затоа што кога бараат помош е навистина потребна. Така да понекогаш некаков релаксиран разговор со повеќе информации, кога се држиме нели на самите факти, навистина ги смирува пациентите. Така да и денес, да кажам, имаме таа линија што е доста на некој начин и популарна, да не речем експлоатирана, каде што повеќе колеги ротираме, си имаме распоред, ама мислам дека е значаен дел од
пружањето на психолошка поддршка во периодот кога навистина треба. Анксиозностите. Што е првата помош што човек би можел да си ја направи при појавата на овие симптоми, освен да се обрати нели кај стручно лице или да да ја употреби линијата? Така. Има одредени да речеме начини на справување каде што пациентите како може да си помогнат на себе, бидејќи веќе збориме дека тоа се пациенти кои што се излезени од изолација, односно каде што активната болест, да кажеш, болеста веќе не е активна. Така да секогаш препорачуваме поминување време во природа, колку можат повеќе. Седење особено на сонце, сега на пролет како ќе го има сонцето, седење на сонце макар на клупа некаде или во сопствениот двор, физичка активност не се препорачува непосредно после, затоа што самиот организам е далеку истоштен. Има одредени препораки од странски релевантни институции кои што кажуваат според тежината на клиничката слика кога и како да се започне со физичка активност, која и тоа како е начин на справување и на подобрување на расположение, но не во конкретниот случај веднаш да се почне да се форсира телото да издржува нешто кога не се чувствува добро. Јас пријателка една вчера или пред некој ден се сретнавме, туку што завршена нели пост-ковид од прилика недела-две завршено тоа и знам дека дојде толку многу задишана, а прв пат излезе од дома пешачејки. И исклучително бика сакав да дојдам баш пешки да видам и вели оваа рута сум ја одела вака, сега вели не можам тоа да го правам толку лесно. Да, заморот е најчестиот пост-ковид симптом. Не е во оваа студија конкретно испитуван, туку заморот и оние тешкоти при дишање се меѓу најчестите симптоми, заедно со таа една brain fog го викаат, односно мозот магла, односно намалена концентрација или чувство како во магла. И тоа е многу интересно за овој вирус, бидејќи се испитува независно или неврзано од оваа студија, имаат научници од светот најдено клетки, големи клетки, мегакариоцити во мозокот, што впрочем не има местото таму, кои што прв пат се јавуваат во оваа состојба, прв пат во текот на овој вирус се наоѓаат таму. Така да имаме уште далеку науката има колку да испитува што и како е точната причина. Има една голема убава студија сега во Британија, која што се национална студија за ковид, во која што се вклучени повеќе институции, да кажеме повеќе универзитети, каде што мислам дека фондот има 2,3 милиони фунти на тоа истражување. Точно ги истражува овие невролошки психијатриски компликации, односно нивната етиологија, за да може да се најде третман во текот на состојбата, како да се на некој начин превенираат или подобро лекуваат овие состојби. Така. Експертите предупредуваат дека здравствените системи мораат, ова се вели и од самата студија, дека мораат да имаат доволно ресурси за да се справуваат со пациентите кои се справуваат со овие состојби, што може да биде огромен број мајки го во предвид обемот и на самата пандемија, како што и споменавме. Се предвидува дека ова влијание врз здравствените системи ќе трае повеќе години, што значи веќе со привикнувањето на оваа ситуација сега што ја имаме, ние веројатно и со текот на времето ќе треба да го спремаме здравствениот систем, и буџетите и слично да ги насочиме кон повеќе кон вас сега, ако ги вадиме од инфективното и пулмолошкото, да ги насочуваме повеќе кон вас. Дали правите соработка, односно дали инфективните одделенија имаат соработка со вас, бидејќи ипак кај нив, особено тука и на државната, но и на сите одделенија кои што се низ земјава, кај нив се и најтешките случаи? Во сите здравствени установи, да кажам, из целата земја има добро подготвена или подготвена мрежа на психијатриски оддели и многу од колегите се директно вклучени во третманот на ковид пациенти. Ние исто така сме секојдневно во комуникација со сите ковид, да речеме, центри во склоп на клиничкиот центар, бидејќи јас нели работам на клиниката за психијатрија. Колегите што се на пример во 8 септември се директно вклучени исто во третманот на пациентите и од прилика од заекнувањето нели на вториот и третиот бран постојано има психијатар на клиниката за инфективни болести. Јас бев ноември-декември, да речеме, таму дел од тимот. Да, и таму ротираме во поглед на нели да пружиме за директна поддршка на пациентите, психијатриска, бидејќи има многу психооргански расстройства кои што се јавуваат поради таа ковид енцефалопатија, каде што има
делириум како состојби, не е само психичкиот аспект Така. како стравот, каде што и тоа е значаен дел, да речеме, нели, да се поразговара со пациентот, да се смири на некаков начин, а по потреба дури фармаколошки. Но има и такви, да речеме, психооргански расстройства каде што треба директно да се третираат пациентите, затоа сите болници, како што сум информирана, и сите колеги од цела Македонија се вклучени во тие третмани. Како изгледа комуникацијата, да речеме, со оние ковид пациенти кои што сега не може да зборуваме за оние кои се во најтешка состојба, бидејќи ако веќе се интубирани и на респиратор, тоа е просто невозможно за вашата работа да се функционира, може само одредени тактилни. Добро, ако се на неинвазивна, генерално се претежно или на кислородна подршка или на неинвазивна затоа вентилација, така да некаква, доколку се во свесна состојба, да кажам, ако нема како делирантна изгледа состојба, комуникација? може да се комуницира, но нема тука некаква ефектна, тука веќе медикаментозната терапија, односно фармаколошката терапија игра улога, но има нашето учество таму, има голем удел во оние пациенти каде што не е толку страшна клиничката слика, но каде што ги преплавува стравот. Да. И тука е, нели, потребата или умешноста да на некој начин преку вербална интервенција, односно преку разговор или преку одредена фармаколошка состојба да се смири пациентот, бидејќи секој реагира согласно сопствените начини на справување и да кажам вака, народски човечки реагираме. Стравот е голем. Многу е битно стравот да не преплавува, бидејќи е врзан, психичкиот систем е врзан со имунолошкиот систем. И кога ќе видиш пациент преплашен, избезумен од страв, едноставно од толку многу пациенти видени, гледаме дека таму некако лекувањето потешко оди. И затоа е особено битно да се задржи добро психичко здравје колку што е можно. Затоа има удел, нели, со кого си, како си во соба, па гледавме многу интересни ситуации каде што си помагаат пациентите кои што се еден со друг во соба. И тука ја гледаме човечката димензија, односно на емпатија, која што е има, посмирува тој што е поанксиозен. Апсолутно си помагаат, еден на друг си помагаат. Едниот што е подобар го зависи, нели, сепак до карактеристиките на личноста, но имаше навистина убави ситуации каде што еве еден пациент викаш јас не си одам до дома додека не излезе и цимерот со мене. Тој веќе, да кажеме, во една добра фаза на оздравување, без кислородна подршка, па цревото од неговиот систем го приклучил на цревото на цимерот, за да може цимерот барем 2-3 чекори да проаѓа низ собата со маската за кислород. И тоа е навистина, тука ја гледате човечката димензија, на ние сепак сме луѓе, без разлика кој од што и да пати, но има таа емпатија е она што е битно. Во овој дел, например, дали може би, еве, ова убаво е, сега баш ќе преминам и на тоа, но првично сакам ова да го поразговараме. Дали сите овие не растројства, но генерално нарушувања кои што ги имаме на психата поради пандемијата, дали може би и реагираат и директно на своевидно заслабнување и на нашиот имунитет, на имуниот одговор кој го имаме кон пандемијата? Апсолутно. Има едно поле. Јас се сеќавам луѓето кои што беа најуплашени околу мене, кои мислам дека вака не беа излезени ни во супермаркет и пребришуваа продукти, тие се инфицираа. На едно луѓе што буквално вака беа во страв живееа. Тоа е, да, има многу вакви случаи каде што гледаме дека буквално ние што пазеле, ама едноставно некаква ситуација веројатно има, значи не е за обвинување, затоа затоа секогаш збориме за мерките, нели, сите треба да ги практикуваат мерките, бидејќи со сувото гори и суровото. Затоа што колку и да се пазиш, некогаш едноставно е недопазливо, да речам, затоа што таа моќ за инфекција на вирусот, особено сега со британскиот сој е страшна. Така да има во поглед на првото прашање, има едно поле на наука што се вика психоневроимунологија. Која што уште од пред 100 години виделе дека психолошкиот систем, односно отпорноста, односно како човекот се чувствува и што прави, има влијание
и на имунолошкиот одговор. И тоа е јасно, докажано, покажано во однос на одредени хормони што се лачат при стрес и така натака како го супримираат тој имун одговор. Така да не е од денес и не е чудно тоа што викате дека и она што го гледавме впрочем дека некогаш кога е некој преплашен гледате дека со самиот имун одговор дека може да биде проблем во однос на лекувањето, но не мора секогаш да значи, секако многу фактори имаат. Тоа е едната страна на паричката, сега другата страна на паричката е колку позитивноста, колку, да речеме, размислувањето за не задвобочување во онај негативен аспект дека очекувате страв, имате од смртта и очекувате смртта и слично, или например седувате на Google и наоѓате дека имате рак на неколку места истовремено. Значи, колку другата страна е многу важна во делот со ковид пациентите. Затоа и цело време кажуваме ние уште од почетокот на пандемијата со разум да се пристапува и со факти кон сено она што се случува, бидејќи факт е дека болеста знае да биде тешка, но за многу мал процент на пациенти летална. За жал има такви, но на вистина процентот да речеме на смртност и покрај тешкотијата на поминување на вирусот, но сепак е за многу мал процент на пациенти. А има милиони што оздравеле. Бомбардирањето, да кажеме, еве на медиуми, на онаа светска сцена, тоа не е само кај нас, туку насекаде. Со секакви информации, тој еден некаде таков здрав прав се случува. Мислам, тоа е трагедија и се случува секојдневно, но сепак со разум да пристапиме кон сите оние факти што ги имаме на дека можеби многу лесно ќе се помине тој вирус. На почетокот, да кажам, на соопштувањето на тој, да речеме, тест дека е позитивен, да не биде сватано како трагедија, нека биде сватано дека едноставно дошло, ќе се трудиме лесно да помине со сите оние препораки, со следење редовно кај лекар, со следење на советите што ги кажуваат лекарите и дека веројатноста, ако гледаме од една позитивна страна, ќе имате антитела, така да. Зошто да не? Затоа е позитивниот аспект да се гледа. Кога ќе кажат, викам честито антитела, сега некако мора да најдеме оптимизам во тоа тешко време, но реално да не беше овој јавен медиумски притисок толку за опасноста на овој вирус, многу пациенти многу лесно ќе поминаа. Да, верувам во тоа. Освен анксиозноста, што е она што можеби исто така се јавува? Дали можеби депресијата, да речеме, е еден од честите? Се појавува и депресивно расстройство и тоа да речеме кога ќе се појави е прилично тешко, зависи не за сите, и тоа ќе кажам кај луѓе што никогаш претходно немале симптоми на психички план. Од тоа на гледачите веројатно ќе им биде интересно, човек кој што прележал ковид, кој што оздравел, кој што се вратил во функција и одеднаш запаѓа во депресија. Да, можеби тука има самата невроинфламација, бидејќи и претходно депресијата беше поврзана со невроинфламација. Затоа ќе кажам, органскиот аспект на што прави ковид, веројатно игра поголема улога. Бидејќи имаме пациенти кои што поминале дома, пациенти со куќа, со двор, што не почувствувале некакво врзување. Во мало ќе си направам муабет со комшијата, не сум вика затворен. Да, нешто викаат на нога ја поминат. Да, на нога, но каде што се следи после оздравувањето одредена депресивна симптоматологија. Знае да се јават и панични напади, во многу помал процент се јавуваат и психотични состојби. Имавме и на клиника за психијатрија и соманична симптоматологија развиена буквално пост-ковид при крајот на лекувањето, така да еден цел спектар на психијатриски расстройства се во играат улога. Се јавува изголемена инциденца, дали е како тригер самата пандемија на одредена дементна симптоматологија, која што се потенцира, можеби претходно била, се уште истражувањата треба да покажат дали самиот вирус е почеток или е тригер или е засилувач, го потенцира нешто што и претходно било можеби постоело како деменција или почеток на деменција, на заборавност кај повозрасни индивидуи збориме за одредени такви симптоми на дементна симптоматологија. Што да направат луѓето, еве во случајот за анксиозноста зборувавме, но што да направат, да речеме, во услови кога како да сватат, бидејќи депресијата е исклучително многу проблематична за луѓето самите да ја воочат, бидејќи најчесто и не сакаме да прифатиме дека нешто таму не штима. Од анксиозноста, сакале вие или не, ќе ја чувствувате, тука е. Ама депресијата е малку така тивка, како започнува.
Прашањето е Во како смисла луѓето кои што се пост-ковид, така. како да воочат дека веќе запаѓаат во одредена депресија? Така. Кога би ги разгледувале одредени симптоми, да речеме, има целосен и покрај тоа што најтешката закана е за нив помината. Има еден целосен пат, да кажеме, стручно кажано на волја во нагонски динамизми, но би рекле, она една безволност, не сакаат да излезат од дома, сакаат да се одмараат, не гледаат некаква смисла на живеењето или пак безволност во однос на одредени работи што сакале претходно да ги прават, сега ги прават или многу тешко, или пак не чувствуваат уживање, или нешто што претходно чувствувале уживање што им правило задоволство, веќе нема смисла, нема никакво задоволство од тоа. Збориме за генерално пат на расположението, што може, но и не мора да биде придружено и со вознемиреност, односно и со анксиозност. Секако е најдобро да се обратат и кај матичниот лекар, но по потреба дури и кај стручно лице или кај психијатар. Поради тоа, поради целата оваа состојба, веќе месец и пол, можеби 2 месеци на клиниката за психијатрија отворивме кабинет за ментални расстройства кај пост-ковид состојби, кој што еве вака третираме различна симптоматологија, која што е појавена, да речеме, пост-ковид, и можам да кажам дека третманот носи вродува успех, секако треба нели трпение и придржување од страна на пациентот, но носи успех и едно олеснување по тоа, бидејќи понекогаш, знаете како психичките состојби се тоа е како низ темни наочари да го гледаш светот. Се изгледа црно, никогаш се изгледа дека нема да има крај, дека никогаш повеќе нема да уживаат во животот, да се весели и така натака. Едноставно треба да се тргнат тие темни наочари. Да се погледне со реалистични очи дека ете таа закана за тој пациент е веќе надмината, еве сега ќе Како да се тргнат? Веројатно тоа е најголемиот проблем и загадката што треба да се одгадне. Така, но за тоа, за тоа требаат многу години, не можам вака да го објаснам едукација. Не требаат години да ги објасниме. Да. Тоа е цела една едукација и пристапот кон секој пациент е индивидуален, нели не е само симптомите дека се кажуваат, но почнуваме со пациентите тука и психотераписки секако има улога, значи не е само фармаколошката терапија, туку и психотераписки нели се пристапува, по потреба се вклучува и психолог во самиот третман, така да Дали е вистина, докторке, тоа што вака ќе го прочита човек на моменти и по истражување и слично и од други специјалисти кога ќе речат дека огромен процент од работата со вашите пациенти се завршува во оној момент кога ќе сватат и ќе дојдат дека треба да дојдат кај вас? Би рекла дека е точно. Бидејќи она за кое што се бориме со години наназад е свесноста за менталното здравје. Има се уште една стигматизација кај нашиот народ, дека не сум јас, не знам каков, ако одам на психијатар. Кога јас го споредам така... Не е ништо страшно, само да ви кажам. Не е ништо страшно. Кога колата ќе се расипе, не ја поправате сами или кај комшијата, туку ја носите кај тие што знаат како да поправат кола, така е. Исто така треба да се грижите за сопственото ментално здравје. Ништо не е пострашно да се појде на психијатар отколку на кардиолог. Но бидејќи и тоа го објаснувам дека и мозокот е орган. Каде што може да има одредена дисфункција на одредени невротрансмитери, значи не е на оние субстанции кои што комуницираат меѓу себе во мозокот. Ако имаме дисфункција на панкреас, се добива диабет. Кога има дисфункција на одредени невротрансмитери во мозокот, имаме различни состојби кои што може да се појават во домен на психијатрија, депресија, може да биде биполарно афективно расстройство, различни психози, и не е страшно да се дојде на лекар. Да, не е. Верувајте ми, не е страшно. Од секогаш ми било вака да ви кажам интересно, толку години работам на телевизија, толку години водам емисии, ама секогаш кога сум имал психотерапевти или психијатри спроти мене, ми било така малку како со гарци, велам, сигурно додека ја водам емисија, ме скенираат. Ама добро. Тоа и мене ми е работа истото. Да, малку да се пошегуваме со оглед на тоа дека и темата ни е многу сериозна. Дали од досегашната пракса од работата со пост-ковид пациентите, генералниот заклучок е дека навистина има излез? Што порано се почне со третманот, тоа подобро. И еве гледаме ефектите, бидејќи пациентите доаѓаат и на контрола. И тоа како се подобрени? Значи, битен е првиот чекор да дојдат и потоа нели наша е грижата да се бориме.
според клиничката слика, така се ориентираме во однос на терапија, во однос на психотерапија, нели да кажеме дека ова не е финално нешто што се случува. Иако има состојби каде што можам да кажам дека веќе еве се истражува во светот, дека знае ковид достави и трајни одредени последици, но далеку од тоа дека кај сите ќе се случи. Тоа се веројатно одредени повеќе невролошки манифестации и одредени да кажеме можеби што водат кон дементна симптоматологија, каде што нели органската природа на болеста си го направила своето, каде што нели третираме, но не можеме целосно да го вратиме нели пациентот на претходно ниво на функционирање, но за голем дел од симптоматологијата се да си има само доверба, да кажеме. Доверба дека лекувањето што ме започнато дека мора да оди кон подобрување. Овие совети се истите и за сите други кои што не се ни поврзани со ковидот, единствено само кога ги споменувам сите други, некаде сме при крајот на разговорот, ме интересира дали имавте зголемување на бројот на луѓе кои што доаѓаат кај вас, кои немаат врска, да речеме, со ковидот, но веројатно доаѓа под влијание на пандемијата. Ниту прележале, ни асимптоматски, нит ништо, ни имаат антитела, ни се вакцинирани и слично. Значи, едноставно, дали ви се зголеми обемот на работа? Во периодов работиме и по принципите на телепсихијатрија. Значи и онлайн, бидејќи телепсихијатрија на секаде во светот, да кажеме, сега актуелно психијатрите според едно истражување на 90% работат и на таков аспект, бидејќи дозволува нашето поле на работа, нели? И гледаме едно зголемено појавување нели на одредени психички симптоми и кај пациенти кои што не дошле во директен контакт со вирусот и кои што немале на пример искуство на страдање поради вирусот на блиска личност, да кажеме, нели во фамилијата. Целиот оваа пандемија на повеќе полиња остави има последици, да кажеме. Едно е што од економски аспект има луѓе што страдаат, што претходно заработувале добро, но сега во оваа пандемија некако нивниот начин на заработка се сведуваат на нула. Пациентка што има вика како вика да сум добро кога јас сум во угостителство, сопругот во угостителство, викам фамилија немате синот и синот е во угостителство. И наеднаш од едни добри, да речеме, плати остануваат на работ на екзистенцијата. Има пациенти кои што нели директно страдаат од одредени препораки за социјална дистанца, но не збориме. Тоа некако на почетокот го кажува, да речем, светските релевантни институции, социјална дистанца, и потоа брзо се коригира да не е социјална, туку физичка дистанца. Бидејќи човекот е социјално битие и секоја таа лимитираност на тие социјални контакти, односно на контакти со блиски лица, со пријатели, и тоа како се рефлектира врз психичката благосостојба, да кажеме. И заради тоа препорачуваме дружете се безбедно во природа на далечина. Значи нема никаква причина да не се видите со блиски лица. Само нека биде тоа во природа, не мора да биде во затворен простор, да речеме, на гости, затоа што најчесто така се случуваат инфицирањата. Сите пикови кои ги добивме се благодарение на групирања подома. Да. Така да и тие се одредени нели конкретни препораки што ги кажуваме. Дополнително на тоа, тие лимитирани можности, односно секоја личност има сопствени капацитети на справување. Некој, например, ќе излезе претходно, излегувал удел во теретана, во фитнес студио, ќе се извежба, на некој начин ќе се релаксира, сега тоа е ускратено. И може да чувствуваат промена и на психички план, затоа што и нема таков вид на вентилација, да кажеме, на вентилирање на оние негативни чувства, на справување, и затоа треба соодветна алтернативна, да речеме, активност да се најде, замена за тоа, кое што е безбедна. Да не се ускратат сите тие начини на кои што се релаксира личноста. Ова ме потсети на тоа, дали имате зголемен број на случаи со агресија? Имаме зголемен број на случаи со семејно насилство, бидејќи постојано кога се личностите нели дома од една фамилија, претходно ќе излезат ваму таму и на некој начин се релаксира таа состојба каде што има дисфункционални фамилии. Не секоја нели ситуација е таква, не секоја фамилија, напротив има фамилии кои што викаат ние уживаме во овој период бидејќи никогаш толку време не сме биле заедно.
И како што вика во Ана Каренина, нели, сите среќни фамилии личат една на друга, а сите несреќни семејства се несреќни на посебен начин. Затоа, нели, индивидуално се пристапува кон секоја ситуација во однос на третманот. Доктор, ќе се вакциниравте ли? Се вакцинирав. Задоволна? Па задоволна. Да ви кажам, да. Морам да ве прашувам заради гледачите да им дадеме... Да, имам веќе и втора доза, една солидно присуство на антитела, да кажеме, така да ми донесе мене лично една мала релаксација во поглед на, нели, тоа, бидејќи секојдневно сме со многу пациенти. Еве, работевме на инфективната клиника и не е толку стравот за себе колку што е стравот за фамилијата, бидејќи живееме дома, се плашиме за нели, за повозрастните, за моите родители кои што ми ги чуваат децата додека се случува се во ова, така да речеме, откако веќе видов, нели, некакво присуство на антитела, малце ми е полесно. Добро, честитам. Благодарам ви, посакувам и на вас истото и на сите, нели, гледачи. Еве, гледавме најава од министерот дека еве доаѓа значителна, да речеме, количина на вакцини и тоа на некаков начин го гледаме светлото на крајот на тунелот со масовна вакцинација. Штом веќе почна некако процесот, одеднаш мислам дека и тој меур кој што се создаваше од нервоза кај луѓето и од паника, некако распука малку, ама добро, се држиме. Па со секој ден, со се повеќе вакцинирани луѓе, можеби е паметно и така не само бројот на заразени, на починати, туку да го пишеме бројот на вакцинирани, за да добиеме малце позитивен аспект во однос, нели, на... Тоа одамна им го велам на Министерство за здравство, дајте, викам, уште една графа до графите што објавувате, број на вакцинирани лица. Точно, да вметнеме позитивен до параметар. Да. Се согласувам. Благодарам, доктор Кемитова, за гостувањето. Благодарам за поканата. И се гледаме. Повторно сигурно се гледаме.